Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Среќен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. Еве не повторно заедно, денеска 20 јануари, петок 2023 година. Верувам дека сте добро, иако времето малку се расипа, почна дожд да врни, малку и залади, иако претходните денови имавме навистина пролетни температури. Но како да е, полека ја трошиме и зимата, значи деновите полека се трошат. Еве, го преполовивме и месец јануари, така да поблиску сме до пролета. Иако има уште денови до пролета. Денеска, како што реков, е петок, 20-тиот ден во тековната година. На почетокот да ги проследиме информациите за времето. Временската прогноза гласи дека ќе имаме променливо, облачно со врнежи од дожд, пообилни во утринските и предплатнивните часови во источните делови, каде локално ќе бидат проследени со грмежи и засилен ветер. Поради заледувањето на планините и на некои повисоки места, врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд, особено во утринските и предплатнивните часови ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Еве и во Кавадарци синоќа врнеше, утрово исто така имаме слаб дожд, но како е да е, утринските температури се уште високи, барем денеска. Во Кавадарци 8, како што реков, врнежливо, со плюс 10. Значи, утринската температура беше и сега е моментално 10, но ќе се искачи до 12 степени. Еве да одиме до Гевгелија, таму ќе биде од 8 до 12, во Беровскиот регион од 5 до 7, Комановскиот регион од 4 до 6, од северни доаѓа студен бран, Скопје 7 до 9, скоро се изедначени утринските и дневните температури, најстудено е секако на западниот дел или во западниот дел на нашата земја од 0 до 1 степен, и во Охридскиот регион од 3 до 8 и во Пелагонија од 5 до 7. Скоро се изедначени температурите и утринските и дневните, така да ако излегувате во град или на пазар или од дома излегувате, земете обавезно чадор, бидејќи посебно, како што спомнав, во источните делови се очекува обилен дожд. Што се однесува до температурите ги спомнавме, а прогнозата за утре еве како гласи. Променливо облачно и студено со локални врнежи на планините и на повисоките места од снег, а на пониските места од дожд и снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец кој повремено ќе засилува. Во Скопје ќе биде слично, променливо облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Но температурите ќе опаднат, така да ќе се движат од -2 на крајниот запад до крајниот исток од 5 до 9 степени се однесува на Гевгелискиот регион. Но насекаде ќе помине тој влажен бран, на планините ќе има снег, а на пониските места мешано со дожд и снег. Како е да е, се уште немаме такви ниски температури да се смрзнува улиците или после дождот да имаме, значи, лизгави улици и патишта. Како е да е, ќе следиме временската прогноза и во наредните денови. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози и затоа да се внимава на оние патишти и клисури каде може да има одрони како што се делниците Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга Виница, Берово
Kočani i Delčevo, taka natamo, znači tije se pretežno crni točki, kada što može da ima odroni poradi doždot. Se preporačava znači vнимателно vozenje, posebno po gradoviti ili vogradoviti, kada što ima pešački premijeni, pešacite sekogaš treba da imati prednost pri primjenuvanje na ulicite. Što se odnesova do rubrikata na današnji den, Еве, ќе прочитаме неколку интересни информации што се случило на денешен ден 20. јануари. На денешен ден 1265 година за прв пат е свикан англискиот парламент. Гледате колку е таа стара држава Англија. 1265 година бил свикан првиот англиски парламент. Долниот дом се состоеше од двајца представници на пониско благородништво од секоја област и двајца граѓани од сите поголеми градови, а горниот дом се состоеше од барони и повисоки клирици. На денешен ден, 1612 година, Рудолф II, римско-германски император од 1576 година, умрел од ментално растројство. Неговата неспособност да ги помири римокатолиците и протестантите во голема мера придонело за 30 годишните верски војни во Европа. Ете, се водиле на жалост и верски војни помеѓу католиците и протестантите, а овој човек сакал да ги доближи, односно да ги помири. На денешен ден, 1667 година, завршила 13 годишната војна помеѓу Русија и Полска. Интересни војни, колку се водиле 13 години помеѓу Русија и Полска во 1667 година. На денешен ден, значи 20. јануари 1841 година, завршила првата војна со опиум во Велика Британија и Кина. Поразена од мирот во Нанкинг, Кина беше принудена да им исплати војна репарација на британците и да им го остави Хонг-Конг на нив. И знаеме дека британците до пред некоја година управува со ова провинција, со овој дел од светот, со овој град, би рекол Хонг-Конг. Во 1876 година на денешен ден во Цетиње се одржала првата конференција на Црвениот крст на Црна Гора. Добро, одиме понатаму, има доста настани кои се случили на денешен ден. Во 1941 година на денешен ден Франклин Рузвелт беше инаугуриран по четврти пат како председател на Соединетите држави, единствениот во историјата на САД, значи на Америка, кој беше избран за председател 4 пати. Мислам дека сега повеќе не може да се бира 4 пати председател во Америка. Добро, на денешен ден во 1981 година Роналд Реган ја презеде функцијата шеф на државата во 1917 година, со што стана најстариот председател во историјата на Соединетите Американски држави. Во 2000 година, на денешен ден, грчките и турските министри за надворешни работи се состанаа во Анкара за прв пат од 1962 година. Знаеме дека Грција и Турција имат често пати спорови, еве, тоа било така и во минатото, значи во 2000 година за прв пат се состанале надворешните работи, министрите за надворешни работи во Анкара од 1962 година. Еве, почитувани гледачи, се подсетивме на некои настани од минатото, некои ги паметиме, бидејќи се поблиску и до нас, меѓутоа овде има стотици години наназад, историјата ги забележила и еве денеска ние се подсетивме. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна, потоа ќе продолжиме со нашата програма.
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Според оно што Facebook ми го дава како преглед на гледаноста на нашите емисии, еве да ви спомнам дека последната емисија, значи во понеделник, најмногу секако ја следеле од главниот град на Република Македонија, од Скопје. Потоа имаме доста гледачи од Квадарци, потоа од соседна Србија, Белград, Загреб, Нови Сад, Битола, Велес, Прилеп, Струмица, Мелбурн. Кога Струмица опфаќа, значи целата таа општина, тука се и селата, како што е Колешино, Ново село и останатите населени места. Топ земји, како што Facebook ни ги дава, секако најмногу се од Македонија. Потоа имаме гледачи од Србија, Германија, Бугарија, Хрватска, Соединетите Американски држави, Австралија, Бразил, Босна и Херцеговина, Австрија и така натаму. Благодариме што не следите, почитувани гледачи, во живо, а секако има и оние кои емисиите ги следат како снимен материјал, бидејќи ова емисија се снима и се поставува на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежда, каде што можете да ги видите сите досега одржани утрински емисии од почетокот кога почнавме со имитување нова наша програма Радио Глас на надежда. Продолжуваме со неколку капки на мудроста. Еве, утрово ќе ги споделам следниве капки на мудроста. Облеката на праведноста никогаш не може да излезе од мода. Некои учат врз основа на искуството, а други никако не можат да закрепнат од искуствата. Ако даваш пари со камата, твојот плук ора и во сабота. Значи, еве, интересна мисла некој е запишал, ако даваш пари на камата или со камата. Да се живе не е секогаш пријатно, но секогаш е занимливо. Како што рѓата го јаде железото, така зависта го јаде завидливиот. Биди љубезен кон луѓето додека се качуваш, бидејќи пак ќе ги сретнеш која ќе слегнуваш. Тоа се мисли на оние луѓе кои доживуваат напредување во својот живот, значи имаат поголеми позиции. Никогаш човекот не може да биде постојано горе на врвот. Човекот некогаш ќе биде доле, некогаш горе, затоа убаво е вели да се поздравуваат сите оние кои ќе ги сретиш на патот додека се качуваш нагоре. Ако избираш меѓу две зла, немој да избереш ниедно. Но ако избираш помеѓу две добра, избери ги и двете. Се што лета, не се јаде. Тоа е стара поговорка. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. И еве уште една мисла. Двојните тегови и двојните мерки, двете му се омразени на Господа. Значи, мерките да не бидат еднакви за сите.
Продолжуваме со читање на делови од Библијата, почитувани гледачи, и денеска ќе продолжиме да читаме делови од 36-тиот псалом. Значи, читам денеска 36-тиот псалом. Грешноста на безбожникот открива дека неговото срце од Бога страв нема, зашто самиот на себе премногу си ласка, па својот грев не го мрази, а не го согледува. Лажни му се зборовите од устата, тој ги напуштил мудроста и добрината. Зло кова дури в постела, погрешен пат тргнал и од злото не отстапува. Господи, до небесата досега љубовта Твоја, до небото е верноста Твоја. Праведноста Твоја е како висока планина, правдата Твоја е како длабока бездна. Ти, Господе, ги удржуваш и човечките животи. Колко е скапоцена Твојата верна љубов, луѓето големи и мали наоѓаат закрила под сенката на Твоите крилја. Од изобилството на Твојот дом се насладуваат, од потоците на Твоите сладости ги напојуваш. Зашто од Тебе животот извира, во Твојата светлина ние гледаме светлина. Нека продолжи Твојата љубов кон секој што Те признава и правдата Твоја кон праведните срца. Не допуштај да ме гази ногата на гордите и да ме прогонува раката на злите. Ене ги соборени злодејци лежат, кутнати се и не можат да станат. Еве тоа беше 36-тиот псалом, почитувани гледачи, напишан од раката на царот Давид. Очигледно, тој среќавал такви луѓе во својот живот и тоа своје размислување го преточил во зборови, токму, како што пишува и самиот наслов, расипаноста на човекот и Божјата добрина. Бог ги сака сите, и оние кои му свртуваат грб, и оние можеби кои не го сакаат, но Божјата љубов е голема и неговите раце се постојано расширени и ги прима сите, и Бог вели, Исус вели, дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ве одмор. Меѓутоа, изборот е наш. Дали ќе го прифатиме Исусовиот повик или ќе го одбиеме? Подобро да го прифатиме, зашто Исус има многу работи, убави кои сака да ни ги даде, да ги сподели со нас, но зависи повторно од нас, од нашата слободна волја. Нека и овој ден се одлучиме да го следиме нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Продолжуваме со песна. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува. Оче во крв врела тече,
a toj moli tatko svoj. Neka se koji što bara proška vide so mene v carstvo to. O imali gled od ljubov da je nešto pogolemo grevo da go otkupi da Isuse to što umre za nas na ovoj svet zboruva to i krst golgotski na ovoj svet zboruva to i krst golgotski. Poslije ova ubava hristijanska pesna, evene повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Гласна надежда. Добро утро. Секој утро, односно понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Вести од светот. Денес имаме интересни вести од Танзанија. Еве неколку реченици да се запознаеме со ова држава. Обединета Република Танзанија е земја на источниот брег на Африка. Значи, Танзанија се наоѓа во Африка. Се граничи со Кенија и Уганда на север, Руанда, Бурунди и Конго на запад, Замбија, Малави и Мозамбик на југ и Индискиот океан на исток. Именувана е по Тангника и островот Занзибар. Главен град на Танзанија е Додома, а најголем град е Дар ес Салам, кој претходно бил главен град на земјата. Земјата била членка на Комонвелтот се до низината независност во 1961 година. Значи, од овој дел на светот денешните вести ни доаѓаат и носат наслов Школа изградена на молитви. Да видиме како ова господја по име Сеси Пиментел Пенекук го доживеела своето искуство преку молитва. Ова е вистинска приказна за тоа како еден сон станал реалност со помош на вашите дарувања од 13-та сабота. Во текот на 2016 година даровите од 13-та сабота беа собрани и употребени за изградба на медицинска школа во кампусот на Адвентистичкиот универзитет во тоа место на самата периферија на главниот град на Руанда, Кигали. Во текот на 4 години, верниците на црквата низ источно-централната африканска дивизија сонувале за тоа да добијат медицинска школа. Постоела голема потреба од здравствена установа во оваа област. Председателот на дивизијата назначил тим кој ќе ги истражи можностите за формирање медицинска школа. Нешто подоцна, кога председателот на Генералната конференција ја посетил оваа држава, се сретнал со председателот на Руанда, кој ја повикал Адвентистичката црква да отвори медицинска школа. Овој проект уште од самиот почеток бил соочен со многу проблеми. Некои луѓе се прашувале дали ова школа некогаш ќе се отвори. На врвот на листата на проблеми се нашла потребата од големи средства, како и избор на соодветен директор на школата. Бог ги обезбедил средствата преку собраните пари од даровите на верниците на црквата низ целата дивизија. 10 побогати верници на црквата и надвор од оваа дивизија придонеле со своите средства во текот на 2016 година. Доктор Јустас Пенекук од Коста Рика, предавач на Универзитетот
Monte Morelos vo Meksiko bil pokanet da bide prvi direktor na medicinskata škola. Той прифатил да се пресели со семејството во Руанда. Меѓутоа, тоа бил само почеток. Предизвиците биле големи, исполнување на сите државни прописи, развивање на наставата по сите предмети, координирање на градењето, опремување на училиштето со инвентар и опрема, изградба на сместувачки капацитети за персоналот и така натаму. Молитвите стана незамислив дел од овој проект. За ова школа се молеа верниците на црквата во самата дивизија ни целиот свет. Во Коста-Рика и Мексико биле формирани интернет групи за молитва. Зашто конкретно треба да се молиме, прашале членовите на една интернет група кои се собираат секој ден на молитвени состаноци. Во молитвите се придружувале и други луѓе кои не се членови на адвентистичката црква. Еден брачен пар неадвентисти изјавил дека чекат официјално да се отвори школата за да ја запишат нивната керка таму, бидејќи смета дека христијанското адвентистичко образование е многу по-квалитетно. На крајот наставната програма била одобрена, а оваа школа официјално била отворена на 2 септември 2019 година. Потребно било само да се изврши завршната државна инспекција на зградата. И тогаш се појавила пандемијата COVID-19. Набавката на потребната училишна опрема доцнела бидејќи била набавена од странство, а поради пандемијата државната граница била затворена. Меѓутоа, кога се чинило дека е се изгубено, Бог интервенирал, а властите дале специјална дозвола опремата да ја премине границата. Гледате какво искуство, кога и овде во Македонија беа скоро сите работи стопирани, затворени, па и тешко се поминуваше државната граница. Еве и во оваа држава верниците, односно управата на ова школа, на овој универзитет, имале проблем како да ја внесат робата, односно сите инструменти и се оно што требало да се како инвентар монтира во самата школа. Откако 2 пати имало целосно затварање поради пандемијата, во тој дел на светот владиниот инспекцијски тим конечно успел да ја провери зградата и да ја одобри работата на медицинската школа. Школата била подготвена да ги прими своите први ученици во јануари 2021 година. Младите луѓе широм целата дивизија, кои покажале интерес за медицината, најпрво биле испратени да го полагат академското ниво по англиски јазик, бидејќи сите часови во училиштето се одржуваат на тој јазик. Во меѓувреме имало уште едно затварање поради пандемијата COVID-19. Од студентите што доаѓале од странство било побарано да останат во своите домови и во своите земји додека пандемијата не се смири малку. Меѓутоа, 4 студенти веќе биле на пат и не можеле да го прекинат своето патување. Затоа тие затворени денови ги поминале во самиот град, далеко од нивните домови во Етиопија, Камерун и Либерија. Деновите полека поминувале и конечно школата започнала со работа на 8 март 2021 година. Денеска ова медицинска образована институција е целосно функционална. Сепак се уште има потреба и предизвици, но управата на училиштето не се сомнева дека Бог ќе го реши сето тоа. Интересно искуство, почитувани гледачи, кога ќе се посветиме на Господа во молитве, ќе бараме, Бог има решение да ги отвори границите. Човек може да ги затвори, човек може се да направи, меѓутоа ако Бог реши да ги оствари плановите на својот народ, ќе ги оствари. Верувам дека и ви имате ваши искуства со молитвата, односно со Бога преко молитва, и затоа да продолжиме понатаму да се молиме, бидејќи овие наши верници адвентисти, ете какво искуство имале со ова медицинска школа, почна да ја градат токму
во времето кога цел свет беше парализиран од короната, од COVID-19, но сепак Бог направил чудо и еве, како што спомнав, на 8 март 2021 година школата, овој медицински образовен центар или институција, целосно почнала да функционира и денеска таму се образуваат високи медицински предизвици, стоат пред студентите и завршуваат како лекари, медицински сестри и така натаму. Еве тоа беа денешните вести, одеме сега повторно со песна. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Искуство или јавување на наши гледачи. Пред да поминеме на следниот чекор во ова програма, би сакал само да прочитам два текста од Евангелието според Матеја, 28 глава, последните два стиха, еве како гласат. Значи, тоа се стиховите 19 и 20. Така одејќи направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Евангелието денеска, почитувани гледачи, се проповеда на разни начини. Еве и на овој начин ние преку ова емисија, преку радио Гласна надежта и преку другата програма што имаме Гласна надежта ТВ, секој петок и понеделник објавуваме статии, објавуваме програма, вршиме пренос на разни наши предавања и снимени материјали, па еве денеска во рамките нова рубрика би сакал да ви прочитам едно писмо кое го добивме од една наша редовна гледачка. Кратко е писмото, нено искуство, но верам ќе не охрабри сите нас кои сме на истот тој пат да ја откриеме вистината, правата вистина која Бог ни ја дава во Свето писмо. На прв поглед изгледа дека има повеќе вистини, зашто имаме многу верски организации, верски правци, така натаму. Меѓутоа, постои само една вистина. Исус рекол, јас сум патот, вистината и животот. Другите вистини се само човечки, измислени работи или измешани половистина, повеќе лага и така натаму, суеверие, традиција. Но еве, во ова писмо кој ни дојде од Колешино, при крајот на ова писмо ќе го открием името од која личност ни е испратено.
Меѓутоа, сакам да нагласам и да ве охрабрам сите вас кои може би имате слични такви искуства, напишете ни ги, а ние ќе ги прочитаме, да ги охрабриме сите останати гледачи кои следат нашата програма, да навистина животот е една борба, чекор по чекор Бог ни се открива. Писмото ни доаѓа од Колешино, тоа е едно место, село, поголемо село во Струмичкиот регион, поточно сега припаѓа во нова општина, во општината Ново село. Колешино е интересно село, има 4 верски заедници и помали верски групи, има 4 цркви кои се отворени и луѓето ги посетуваат секако кои припаѓаат во тие верски заедници, меѓутоа Словото Господово се проповеда со години и со години во тоа религиозно село. Еве како го започнува своето писмо нашата гледачка. Во времето на поранешна Југославија, секоја година се правеше евангелизација, значи се одржуваше евангелизација во адвентистичката црква во нашето село Колешино. Јас бев трето одделение околу 10 години. Многу народ се собираше од сите 4 верски заедници, колку што ги имаше во нашето село Колешино. Во нашето село не се правеше разлика. Адвентистичката црква уште ја нарекувавме и саботијанска црква, која не можеше да ги собере сите луѓе кои ги посетуваа предавањата. Освен евангелизацијата, која се одржуваше еднаш во годината, се одржуваа и богослуженија секоја сабота во 9 часот предпладне. Повозрасните беа во големата сала, а ние децата во друга помала сала која секогаш беше полна со деца и имаше повозрасна личност, учителка кој ни држеше настава или предавање од Библијата, кој ни зборуваше и објаснуваше за Исус Христос, за нашиот Спасител и Господ. Но јас, иако мала, од 10 години, се роди нешто убаво во моето срце за Бога, во мојата душа. Јас така редовно одев секоја сабота во адвентистичката црква во село Колешино. Но не само тоа, тука почнав да ја читам и Библијата, која во неа како да имаше магнет кој толку ме привлекуваше и усовршуваше. Понатаму нашата читателка, односно нашата гледачка, продолжува во своето писмо. И така пораснав и станав девојка, па се омажив и почнав да одам во православната црква во селото, бидејќи јас самата бев православна и потекнувам од православно семејство. Но со исклучок, кога оде во црква, јас тамо ништо не поддржував, не се клањав на иконите и не им служев, не палев свеки, не одев на раздавање на гробиштата и не ги држав сите други православни обреди, бидејќи тоа се косеше со библиските правила. Во меѓувреме, престанав да одам во адвентистичката црква, бидејќи имав голем притисок од мојот сопатник. Значи, во меѓувреме се омажила. Но жарот за вистината што тлееше во мојата душа никогаш не згасна се до оној миг до денеска. Но сега е уште поголем и посилен, предводен од Светиот Дух, кој никогаш нема да згасне, туку се повеќе и повеќе се зајакнува. Денес имам 59 години. Од пред 3 години повеќе не ја посетувам православната црква, а адвентистичката црква ја посетував само кога имаше евангелизација 3 години поред. Но од неодамна во мене се запали нескрутливиот Божи дух и последните 3 месеци без прекин одам во вистинската Божја црква и сум дел од адвентистичката саботна почивка, како што Бог кажал во 4-та заповед во својот декалог. Бог е создал земјата за 6 дена, а во 7-миот саботата се одморил и ја благословил. Со Божја помош се трудам да ги држам и останатите вистини запишани во Светото писмо и верно да му служам на Господа. Длабоко во моето срце има уште една моја желба во скорешна иднина да сторам завет со Господа по пат на библиско крштевање, бидејќи тоа Господ го бара
od сите нас, возрастни, да се определиме на која страна ќе се најдеме. Исто така се молам на Бога да ги острани уште некои пречки и притисоци кои стојат пред мене и се надевам дека со Божја помош ќе се надминат и решат. Бидејќи мислам дека нема таква сила на земјата што ќе може да ме одврати или спречи да му служам на нашиот Спасител и Господ Исус Христос како што тој бара. Преку емисијата Радио Гласна надежта ги поздравувам сите гледачи и слушатели и ги повикувам да размислуваат за својот духовен живот и да го следат вистинскиот пат на Исуса Христа. Исус рекол: "Јас сум патот и вистината, никој не доаѓа при татко ми освен преку мене." Срдечен поздрав од Весна Микова од Колешино. Еве, ова беше краткото искуство на ова наша гледачка, на Весна, која јас и лично познавам, меѓутоа драго ми е што таа се одлучила да навистина и во овие години кога веќе формирана жена со семејство, со деца, со внуци, да сврти една нова страница во својот верски живот и да се определи да го следи Исуса Христа. И благодарам на Весна за ова искреност, за ова споделување на незиното животно искуство, но ве поттикнувам сите вас, почитувани гледачи, кои се уште сте на својата животна раскрсница, кои се уште не сте определили целосно, може би сте се родили во такво семејство или во онакво, како верско определување, но сега сте установили дека тоа не е така, дека тоа не ја одразува правата вистина која е во Библијата. Затоа размислете, молете се на Бога, а Бог ќе ви открие целосната вистина, како што и самата Господја Весна овде нагласува, сака да стори завет. Заветот го прават возрастни луѓе, кога свесно ќе се определат и ќе ја прифатат Божјата вистина. Фала му на Бога за ова прекрасно, кратко искуство, но содржајно, бидејќи произлегува од срцето на ова наша гледачка и читателка. Одеме сега повторно со песна, почитувани гледачи. Na 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 Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва, те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва, те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една
Тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку Боже голем си, семејство ми побрати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Колку Боже голем си, семејство ми побрати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести, на тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Еве повторно во програма, почнуваме гледачи, продолжуваме со рубриките кратка утринска порака или порака од Библијата од Светото писмо. Постарите не треба да ја поценуваат вредноста на младоста. Прочениот пронаоѓач, филантроп и мултимилионер Чарлс Кетеринг секогаш се занимавал со големи истражувачки проекти. Знаел да ја искористи надареноста на младите луѓе. Често зборувал: не сакам за мене да работат искусни луѓе. Искусниот човек постојано ми зборува зошто нешто не може да се оствари. Тој е бистар, тој е интелигентен, тој ги знае одговорите, но човекот без искуство не знае дека ништо не може да се стори. Затоа оди напред и тоа ќе го оствари. Тоа ме подсетува на она што сум го прочитал некогаш за бумбарот. Од научна и техничка гледна точка тој не би можел да лета затоа што големината на неговите крилја не е сразмерна со тежината на неговото тело. Меѓутоа бумбарот не се владе според овие научни факти и сепак лета. Човекот што не знае дека нешто е тешко да се оствари, туку постојано оди напред, потребен е насекаде. Тој е потребен во домот, во фабриката, во црквата, секаде каде што безборните работи и потреби чекаат младешка полет и храброст. Во Милфорд, во државата Конетикат, часовникот на црковната кула, стар 117 години, не работел повеќе од 10 години. Кога решиле да го поправат, верниците именувале одбор да утврди колку ќе чини поправката. По известно време, одборот донел извештај со кој ги известиле верниците дека пронашле човек кој стариот часовник ќе го поправи за $1000.
Dodeka vernicите razgovarali za sobiranje na parite, jedno 15-godično momče se kačilo na kolata i go pregledalo časovnikot. Za malko pari gi kupilo potrebните delovi i na zadovoljstvo nasite vernici stario časovnik povtorno pošao da go meri vremeto. Vo svetot ima mnogo prostor za mladeški polet i tvoreštvo. Na jedan mlad farmer mu zdodejalo sekoja večer da odi v pole i da gi vrakja kravite doma. Jedan den na kravata predvodnik i objesil okolo vratot prijemnik što proizvedoval posebni signali. Potrošil dosta vreme dodeka kravite ne naučil kravata da odgovori na niv. Koga sakal kravite da dojat vo štalata, da gi izmulze, go zemal otpremnikot i biral jedan po jedan broj. Potom bi se vratil kon štalata zadovoljen što je olesnil i unapredil svoja rabota. Očigledno gi naučil kravite kako da se dvižat, koga tojki gi povika jedna po jedna da dojad vo štalata i da gi molzi. Feder i nišalo. Jedna od причините за несогласијата помеѓу генерациите неоправданото верување дека секоја промена води кон назадување и дека борбата на мислење не е добра. Често сме наклонети да мислиме дека начинот на кој делувам јас е најдобар начин. Значи, во овој емисија и во претходната зборуваме почитувани гледачи за тој јас, таа разлика помеѓу старата и помладата генерација. Понекогаш не може да се најде усогласување помеѓу едното размислување и другото на постарите и на помладите. Повеќето од нас веројатно мислат дека секогаш сме слободно умни и дека секогаш имаме такви ставови. Меѓутоа, вистината е сосема поинаква. Всушност, сите негуваме некој вид предрасуди. Ако луѓето од нашата околина ни укажат на тоа, склони сме нашите предрасуди да ги наречеме начело. Човекот обично се менува која ќе открие дека тие предрасуди навлегуваат во неговите интереси. Ако не се согласуваме со обичаите и со начинот на животот на другите генерации, може би било мудро да утврдиме дека тоа не е затоа што не сме навикнале на нив или дека нивните поими не се во согласно со нашето лично гледиште. Дали сме млади или стари, не е толку важно и решавачко како знаењето и искуствата што сме ги стекнале во текот на животот. Денеска, повеќе од кога и да е порано, различите генерации се потребни едни на други. Младите се главниот федер на часовникот, а постарите нишалото. Без действувањето на нишалото, главниот федер брго би се одвиткал и би ја потрошил својата сила, но без главниот федер нишалото би останало безпомошно. Еве убава споредба. Во часовникот има и федери, има и нишало, и едно и друго се потребни да часовникот исправно функционира. Така да, дали сме млади или стари, почитувани гледачи, потребни сме едни на други. Старите имат искуство, младите имат храброст, имат елан, имат сила. И затоа тие предрасуди да ги отстраниме, и младите, и старите, и постарите можеме да живееме заедно. Еве тоа беше денешнава кратка порака од Библијата. Одиме сега со уште една песна. Единецот Твој безгрешен го прати Ти на земјата, да чекори на овој свет, да стане јагне Божјо. Тој дар за нас го раскна, се смеја при смртта му, измамнику му вика, светот го распна јагнето. О,
životot me platiti, so tebe ja sam siguren. O jade Božjo presveto, o krv ta tvoja izmi me, moj Isuse, Spasitele, za mene se žrtvovaše. O jadne Božo presveto, bo krv ta tvoja izmi me, moj Isuse, Spasitele, za mene se žrtvovaše. Полека доаѓаме до крајот на ова наша утринска програма. Почнуваме гледачи програма која имитуваме секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сакам да ве повторно предложам книгата Големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Книга која ја делиме бесплатно, но многу луѓе од вас знам ја добиле, бидејќи имаше повеќе такви акции и сега овие денови на Facebook оди една реклама, книга на подарок, токму ова книга ќе биде подарувана, книгата Големата борба од писателот Елена Вајт помеѓу Христа и Сатаната. Изобилува со многу информации историски, значи го пишува минатото што се случувало за време на реформацијата во тој темен среден век, но зборува и за идните настани. Го пишува спиритизмот, појавата на Сатаната, знаците на исполнување кои денеска се случуваат во светот, затоа ви препорачуваме, слободно јавете се, ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја достават до вашата домашна адреса. Вие останатите кои сакате да имате Библија или Свето писмо, исто така ви нудиме бесплатно од нашите спонзори. Ако сакате ова Библија, значи да изучувате, подлабоко да навлезете во суштината на самото Свето писмо, бидејќи кога ја читате некои работи не може да ги целосно разберете, затоа ви нудиме бесплатна дописна библиска школа bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, додавме до крајот на денешнава утринска програма Добро утро, емисија која емитуваме секој понеделник и петок. Ми простанува да ви посакам убав викенд, може времето малце ќе се расипи, ќе има дожд и снег, но како е да е, и тоа е дел од годината, односно од зимата. Убаво е малце да залади, да падне снег, за да се прочисти воздухот, бидејќи, како што знаете, многу градови во Македонија во минатите денови беа загадени, односно воздухот беше загаден, утре во Кавадарци осамна чист воздух. Така да искористите го ова време за прошетка до вашите пријатели, но не заборавите да му служиме на Господа и за време на викенд и во останатите делови на седмицата. Посакувам секој добро, многу здравје, Божја заштита и ви закажувам нова средба во наредната емисија во понеделник со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели,
Ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.